Грчката опозицијска партија Нова демократија по средбата на премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас во Давос соопшти дека неопходни предуслови за постигнување решенија за спорот со името е промена на уставот и елиминација на иредентистичките позиции на северниот сосед. Нова демократија упати критики до грчкиот премиер дека не може да преговара врз база на националните интереси. Шефот на Нова демократија Киријакос Мицотакис пак порача дека нема да дозволи да ги делат грците, за да ги обединуваат скопјаните. Тој во грчкиот парламент изјави: Ότι δικαιολογώ πλήρως τον ελληνικό λαό που δεν έχει καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, ούτε εγώ σας έχω καμία εμπιστοσύνη να διαχειριστείτε αυτό το κρίσιμο θέμα. Γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει, είναι να το αξιοποιήσετε για κομματικό όφελος. Όλων όσων αποφάσισαν να μην εγκαταλείψουν. Пред неколку дена во Солун се одржа протести на кои се собраа неколку десетици илјади луѓе да демонстрираат против употребата на името Македонија во решението на спорот меѓу двете земји. Јорго Стациос, председател на Грчката Федерација на македонските културни издруженија, тогаш изјави: Σήμερα το μήνυμα πηγαίνει κυρίως προς τους Έλληνες πολιτικούς. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το όνομα της Μακεδονίας και το παραδίδουν χωρίς κανέναν ενδιασμό. Και εδώ καλούμε την κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών και τον κύριο Κοτζιά να γίνει ο ήρωας των Ελλήνων Μακεδόνων και να μην παραδώσει το όνομα. Σε αντίθετη περίπτωση όμως να ξέρει ότι θα είναι εθνικά μειοδότης. Министерот Никос Коdzijas пак по завршувањето на вчерашната средба во Давос меѓу премиерите на Македонија и Грција Заев и Ципрас на Твитер упати критики до опозицијската Нова демократија. Со нивната инерција дозволија да се градат иредентистички Александровци велики. Со нашата надворешна политика ставаме крај на иредентизмот. Народот ќе види и ќе суди. Условите се создаваат со нашата активност, а не со глупави инерции, напиша на Твитер шефот на грчката дипломатија Коdzijas.